Мерете ми 3 минути таму. Вие да ги прочитавте овие 52 точки, ви требаше 10 минути и 15 секунди, точно сега ви мерев. Добро. Како председател на Совет, должен сте да се грижите за ова законито и деловничко работење на ова тело. Значи, во права и должности на председателот на Совет, согласно член 29 став 1 алинеја 7, вели председателот на Советот се грижи за примена на деловникот и затоа, председател, јас ве повикувам во целост да го очитувате. До колегите советници, сакам да се повикам на член 61 став 1 алинеја 2, кој гласи: од кој се прочита предлог дневниот ред, секој член на Советот може на седницата да предложи, за тоа реков јас не е продадено, него сакам да предложам некоја од предложените точки, тоа е алинеја 2, да се симне од дневниот ред. Согласно овој член, предлагам да се стави на гласање мојот предлог, точките за кои материјалите не беа доставени навремено да се симнат од дневен ред и да бидат разгледани на некоја друга седница. Во спротивно, да напоменам дека Советот ќе работи и ќе носи одлуки за повеќето точки спротивно од деловникот за работа на Совет на општина Велес, кој што вајдевеј вие пред неколку седници сами си го донесовте, така како што ви одговараше, и сега тој самиот деловник не си го почитувате. Што се однесува до точка член 56 став 2. Верувајте ми, знаев дека ќе се повикате на тој член и на тој став. Вели, по исклучок материјалите по одредена точка од предлог дневниот ред може да бидат доставени и во рок пократок од 7 дена поради потреба од нивно доуредување или обезбедување дополнителна документација. Материјалите по одредена точка 1, 2, не 37, значи треба да правиме разлика по одредена точка или 37 од 52 точки. Тоа се повеќе од 2/3, 70% од точките, материјалите ние ги немаме добиено. Значи 56 став 2 е исклучок, а не е правило по кое што вие треба да се водите. Јас ќе прашам, за кои конкретно точки постоела потреба за доредување? Кажавте буџет. Кога е утврдена потребата за дополнителната документација? Ако материјалите биле подготвени со недели, со месеци, ребаланс кажавте тука, измени на програми, финансиски планови, тешко дека може да се тврди дека само неколку дена пред седница се појавила потреба од дополнителна документација да се обезбеди. Зошто не е свикана воредна седница, или итна седница, ако стварно постоела итна за овие точки? Значи, не го спорувам член 56 став 2, напротив, тој постои за евакви исклучителни ситуации. Ние до сега сме имале евакви ситуации. Кој се побунил до сега кога сме имале една или две или три точки кои што накнадно материјалите не биле доставени? Ама 37 од 52 веќе тоа не е исклучок. Значи, председателе, член 56 став 2 предвидува исклучок во одредена точка, а не за множество од точките на дневниот ред. Кога 37 точки од 52 се доставени, како што кажа, 2 дена претходно, па 10 минути ви требаше да ја прочитате дневниот ред. 10 минути точка една да разгледаме, тоа се 8-9 саат за тие точки. За 2 дена. Затоа останувам на овој предлог, овие точки да бидат симнати од дневниот ред изгледани на некоја наредна седница. Во спротивно, сметам дека председателот не обезбедил доследна примена на деловникот и го доведува Советот во ситуација да одлучува без исполнети деловнички услови за квалитетна и информирана расправа. Тоа е ваше мислење, дали ќе го делат останатите советници ќе видиме. Согласно деловникот имате право да побарате симнување на точки од дневниот ред и вашиот предлог ќе го ставам на гласање. Да, согласно деловникот ви имате деловнички обврска. Јованче, завршивте, јас ви слушав.